Здраво Македонија, добре дојдовте во вечерното шоу и едно извинување на почетокот, затоа што ќе ве соочам со таква геополитичка интелектуална грамада од дискусија што ќе бидете под импресии долго време. Ама како што знаете, моја должност, чест и задоволство е да ги гледам работите кои вие не мора да ги гледате и да ви ги презентирам тука како би знаеле, би научиле од најпаметните во оваа земја што и како да правиме за доброто на Македонија. И сега сигурно се викате, што ќе пушта? Како што се разбира реткиот феномен наречен другарски разговор меѓу Љупчо Георгиевски и Љубомир Фрчковски, или како што рекоа некои колеги, тандемот Љу-Љу. Добар ден, добра вечер, whatever, не знам кога ќе се прикажува. Whatever, кога и да се прикажува ќе е мокино и прекрасно. Ќе разговараме со Љупчо Георгиевски на темата на македонско-бугарските односи во основа, во еден поширок геостратешки контекст, што заедно, мораме кажем, не зачудува, иако доаѓаме од различни политички агли на македонската политика и теорија, whatever, како и да е, овие 36 години. Whatever, а мене веројатно делимично не ме зачудува, а whatever, тоа што ќе не убедувате дека треба да ги послушаме бугарските ултиматуми, whatever. Сложни попови и во петок мрсат, мрсници, whatever. Заедно сме благо зачудени како овој процес на реколонизација на Македонија во контекст на ново правење на бугарите, непријатели на македонците, затегање со албанците внатре и замрзнување практично односите со соседна Албанија, но истовремено на една ресербизација на државата во контекст на стоење надвор од процесот на Европска Унија. Верувај, не сте заедно позачудени од најголемиот дел од македонците кои гледаат под каков чадор сте се збрале whatever двајцата, војводата Љубичо и старата комуњара Љубомир, скратено Љу-Љу, загрижени за ресербизацијата на земјата и за правење на непријатели од бугарите. Интересно ви звучи? Ни мене, ама тоа е, не е лесно да си македонец. Одиме на поенти, да објаснат господава како тоа било ресербизација на Македонија, ако не прифаќаме бугаризација на Македонија. Хеј, колку време мина и никако некои да сватат дека ако не сме со Бугарија, не значи дека сме со Србија и обратно. Никако да вклучат во главите можност дека може да сме само македонци со само македонски интерес, но веројатно се далеку помудри од нас. Знаат повеќе и наше е да научиме од нивната укаджа нам. Можда ние сме во заблуда. Таа позиција не интересира и тука Љупчо е вистински соговорник. Баш ме радува тој разговор со него. И мене, ама дај пушти го да зборува. Доста зборуваш во духот на две тела, една мисла. Нека каже нешто човекот. Ке видиме како тоа изгледа во врска со ефектната брза србизација, која таа посебно не изненади. Брза србизација? Што побогу зборуваш од името на двајцата изненадени Љу-Љу? Затоа што таа тргна и во еден финансиски, банкарски, медиски, а и концептот нивото на меморија почна да се клати. Што памтиме ние, што е важно за нас. Банкарски? Алта банка ли? Тоа ли е србизацијата? Стопанска банка Скопје е во собственост на Националната банка на Грција. НЛБ е словенечка, Шпаркасе е австријска, Прокредит има германски собственици, Silk Road банка има швајцарски капитал и пазете сега добро. Унибанка има бугарски собственици, ЦКБ или Централна кооперативна банка е во собственост на ЦКБ Софија. Софија не е во Србија, господа. М-банка има и таква, е во собственост на Алфа Фајнанс Холдинг од, не наша Алфа, туку Алфа Фајнанс од Софија. Значи, 3 банки, според моето брзо истражување, се во собственост на капитал од Бугарија. Ама тоа не е бугаризација, нити другото е грцизација, швајцаризација и така натака. Туку Алта банка била доказ за србизација. Спомне и медиуми. Јас немам видено, например, ниту еден интернет медиум кој прави подкасти на кои се заговара србизација на Македонија. Ама имам видено доста подкасти, особено последниот период, или од Бугарија или поврзани со Бугарија, во кој се пласира бугарскиот поглед на нештата. Па дури и овој подкаст на Фрчковски, каде настапува вечерва тандемот Љу-Љу, е посветен на тоа да не плаши од бабарогата Србија и да повикува да се ускладиме со барањата на владата од Бугарија. И последно вели, почнал да се менува концептот, нивото на меморија, што памтиме, што било важно за нас.
додека една цела голема соседна држава, не Србија, бара од нас официјално да го промениме колективно концептот на меморија и што памтиме. Мислам, чуече, whatever. Кои битки се важни од минатото ги запамтиме. Во меморијата почнавме да се клатиме. Да, меморијата се клати поради србизација. Ке оправите работата вие со форсирање на бугарските тези и со поддршка на политиките започнати од Заев за идентитетски масакр, чуече. Инаку во тој дел на србизација, тој не е нов кај македонците и кај Македонија, има, по моје мислење, имаше 3 етапи. Првата етапа заврши со, да речеме, груба атентатот на Киро. Кој се случи во време на еден министер за внатрешни кој нема да го именувам сега да не го расипувам овој прекрасен момент. Втората етапа беше НАТО, тоа е обид на Русија и Србија да искочиме да не влеземе во НАТО, тука Зуки Заев ја заврши таа работа на еден начин. Јас мислам дека Грција не пушташе во НАТО, а не Србија и Русија. А како ја заврши Зоки Заев работата знаеме. Но само професор Исчеопасно може да предупредува дека се клатела нашата колективна меморија и пола минута подоцна да тврди дека Србија и Русија сакале да го спречат членството на Македонија во НАТО, додека бевме под грчко вето. Како Русија тоа би го сторила? Па со изградбата на Хотел Русија, веројатно. А Србија сакаше да не спречи за во НАТО со едно специјално оружје, калибрирано од злосторникот Аркан. Добро, ево официјално да сакаме добре дојде на една од најголемите балкански, европски, можеби светски звезди според нас, господин Цецар Раджнатовиќ. Струмица е подготвена, ние сме на самиот почеток на едно прекрасно здание овде кој што се случи овде во Струмица. Заев ја заврши таа работа на еден начин. И навистина ова ќе представува за Струмица еден незаборавен момент и се надевам дека во иднина ќе имаме уште многу прилики да го имаме честа да господин Цецар Раджнатовиќ биде во Струмица. И овде Зоки на еден начин ја спречуваше србизацијата на која предупредувате. Со една од најголемите што вели светски звезди на фестивалот Open Fest Струмица, кој го нарече прекрасно здание и кој изобилуваше со борба против србизацијата. Еве и најавата на фестивалот. Од денеска е официјално, значи трите мега звезди се потврдени за Струмица Open Festival, кој што ќе се случува од 13 до 18, така да на концертот на 16 во четврток ќе биде Прлево казалиште, на концертот на 17 август во петок ќе биде Хари Жиновиќ, на концертот на 18 во сабота ќе биде Цецар Раджнатовиќ. Благодарам. Од тогаш си ја имаат калимерата со Харис Жиновиќ. Еј гиди мале, whatever. Продолжете, љулју, да не спасувате од србизација. И третата етапа, Мицко да ја наречеме, е најсериозна. После 36 години може да не заглави и сите тие чекори да останат некако во воздух. Одбивањето на премиерот Мицковски да ги продолжи политиките на сервилност кон Бугарија биле србизација на Македонија. Љулју! Во таа насока, добро ја кажавте и дефиницијата што е тоа што не сближува. Не сближува еден тотално ирационален процес кој некој кој има искуство во политика, а некој што не мора да има искуство во политика, доволно е да ги наблюдува процесите, да ги гледа процесите во овие 30 на години. Не може да не си го постави прашањето чекајте, што се случува? Зошто запре Македонија? Затоа што Бугарија ставаше вето за историските и идентитетските теми и најавува дека под превезот на човековите права ќе продолжи со истиот однос кон нас. Ете, ќе ви давам одговори на некои од дилемите кои ги имате, да не е ова само љулју, туку едно мое бе. Љулју бе. Дори јас можам да кажам, вакво запирање на европскиот процес на Македонија немало во времето на Груевски. Затоа што он прво и направи неколку чекори, нели? А после се фати, нели, за таа приказна името не го даваме, на ист начин како сега што, нели, никако бугари уставот на Република Македонија. Ова кашлањево веројатно е рефлекс на организмот на кој му се гади само од себе, сеќавајќи се на времето кога и некој друг името не го давал и ја обединувал Македонија, ама за тоа потоа. Меѓутоа, грубо засекување на прекинот на патот немаше никај него. Тој беше по-малку дипломат, тој ги пушташе новинарите, а тој лично беше многу, како да кажам, воздржан во изјавите. Додека овде имаме сега груби изјави од страна на премиерот, потпредседателот на владата, уште два-тројца така погласни, нели, луѓе од структурата на власта, кои што едноставно
Ти кога ги наблюдуваш нивните зборови, си вериш чекови луѓе немаат намера никогаш да влезат во Европската унија. Ти го гледаш тоа така. Јас и 80% од народот тоа го гледаме вака. Тие немаат намера никогаш да прифатат бугарски ултиматум, како што тоа го сторија од како до сега владата на СДС, дуи и по некој коалиционен сателит како, ај да не посочувам кој, реков прекрасен е муабетов, да не го расипувам. И тоа е во ред ако Македонија е приватна нивна работа. Проблемот е тука што постојат граѓани и не постојат само ни македонци, ајде да речеме, вадат проценти, благодарејќи на пропагандата дека македонците од толкав, онолкав процент не сакаат промена на уставот, тоа е се работа на пропаганден инженеринг, така? На вистина со чудење гледам, без оглед на се, со чудење. Пропаганден инженеринг се сите изјави, дела и блокади од Бугарија, ли тоа ли е пропагандниот инженеринг? Сите уцени и ултиматуми. Се ли е тоа пропаганден инженеринг, нели? Не постои тоа, измислено е од пропагандата. И ние, јас како дел од пропагандата, нели, ве лажеме бе луѓе дека не негираат. Убаво кажа Филипче, никогаш не негирале комшииве. Лјулју! И слушам и си велам, добро, нови луѓе им верували некои во Македонија. И што мислиш? Им верували некои новие луѓе? А за жал им верува, според анкетите им веруваат. Ова беше брзо. Брз одговор си даде на собственото прашање. Веројатно истиот одговор го одговара и прашањето ви верували вам некој и зошто не? Но да јас повторно се враќам на главната поента. Сите ние да се запрашаме. Што е тоа што, ако утре ги ставиме бугарите во уставот, па дори Бугарија да рече, слушајте, ништо до сега што било не важи. Ништо. Да. Значи, затоа што ние не ги ставаме само бугарите, ние ги ставаме и хрватите, и словенците, ги ставаме црногорците, египјаните и евреите. И французите, холанѓаните, кинезите, брегот на слоново-коскјаните, сите би ги ставиле вие во устав за да се замаскираат соседите. Демек, помалку да боли. Итреци сте вие, лјулју, итреци. Сега некој ти објаснува колкава е драма, па колку е тој патриот што не ги става, па има други кои патриотизмот, нивниот личен патриотизам го градат врз основа на таа приказна. Они се многу големи патриоти за тоа што никако бугарите нема да влезат во уставот. Значи, ова е дури веќе се граничи со некаква ирационалност. Да. Ирационален е обидот да се поедностави процесот, дека се работи за внес на неколку малцинства во уставот, а не за политички диктат од соседна земја со право на вето која го негира долговековниот македонски идентитет. Тоа е ирационално, Лјулју. И уствари тука е еден друг проблем, не знам дали е тоа незнаење или е навистина една лоша енергија која ќе ја повлече Македонија доле. Многу ми е кејф кога Фрчко ќе се надоврзе во оваа стратешка анализа и ќе повика на нечие незнаење, бидејќи досега тој се факт до факт презентираше и големо знаење покажа whatever. Тоа е едно крајно непознавање на документите кои им се на маса. Значи, они со документот на патот на Европската унија и рамката за Македонија пригодна, практично имаат решение на 70-годишниот тензичен проблем со Бугарија од еден потез. Вели не ги познавате документите и прво не знае како се викаат. А после тврди дека во нив имало решение на 70 годишен проблем со Бугарија. Лјулју цар. Имаат во главниот документ, тоа сме зборили неколку пати, но кратко ќе повториме. Значи, во главниот документ. Кој е тој главниот документ? Преговарачката рамка, заклучоците на Советот, вториот протокол, бидејќи тоа се трите документи во така наречениот француски предлог за кој дадовте согласност и кој Софија ги поздрави и ги прифати. Они имаат двете прашања решено околу идентитетот, значи не се спорили и јазикот, него и јазикот. Тоа не било никогаш. Никогаш не било. Во твојот договор. Да. Они ги имаат решено, ама под они ако мисли на соседите на исток. Затоа и се помрна од место, откако го кажа ова. Подсвест, бидејќи во сетот документи стои и заедничката историја и протоколот во кој сме условени со така наречената борба против говорот на омраза. Кој за Бугарија, например, која тврди дека тоа што некој запалил возила пред бугарската амбасада не е резултат можеби на нивната негаторска реторика, туку на одбраната од таа реторика. Демек тоа што се противиме на бугарските ултиматуми го поттикнало тој да ги запали колите. Ама Лјулју тоа не го зема предвид, бидејќи Лјулју живее во земјата на чудата.
двете работи главни. Во тој документ не се споменуваат другите документи, протоколи, кои се понижат. Во самиот документ не. Да, се споменуваат. Во самата преговарачка рамка, која експерти изгледа ја немаат прочитано, се споменуваат и договорот за добрососедство со заедничката историја во него и протоколите стојат таму, еве ги пред вас, во точка 5 од преговарачката рамка. Втора емисија на Фрчко на темава без да ја прочита преговарачката рамка асално. Ова ни во Бугарија никој не се сетил да го излаже. Само шизициве кај нас, бидејќи се посебни љулјубе. Сега, во јавните настапи, они се обидуваат да ги изедначат тие два договора. И Протоколот и се два да пата го проблемизираат. И се да И проблемизираат. се да проблем. И да речат дека тоа е еден низ така. на барања. Стварно, доста ве лажеме ние пропагандата која ја србизира Македонија. Еве, нека ве лаже малку и Румен Радев. И много важно, към преговорната рамка има неразделна част. И това е протокола, подписан между двете държави. И там няма прогрес. Там са учебниците, там е езика на омразата, там са медиите, там е отварянето на архивите и извинението за етническите репресии към българите през годините. Трябва спокойно и ясно да заявим, че ние не поставяме никакви нови условия. Ние искаме единствено да се изпълнят поети вече ангажименти, които са залегнали в преговорната рамка, която много ясно описва какво да се прави. Че ние не можем да градим добросъседство и устойчиво европейско бъдеще с език на омразата, с фалшификации и обиди към българите в учебниците. Много ясно да се дава сметка, че позициите трябва да се градят на базата на обективните исторически факти, заради факта, че ние сме обединени от обща история, култура и традиции. Вече 13 века. Вписването на българите в Конституцията е преди началото на преговорите е задължително, но недостатъчно условие. Не по-малко важно е да има ясни механизми и измерими критерии за изкореняване на десетилетната политика на дебългаризация, кражба и фалшификация на българската история, за възстановяване на разрушени паметници и знаци на българщината по тези земи, за опазване на българското културно-историческо наследство, за изкореняване на езика на омразата, за реабилитация на всички жертви, репресирани само заради това, че са продължили да се наричат българи. Благодарам, мерси на асистенцијата за господин Радев. Малку и тој да каже нешто на темава. Да не ве лажаш, само тоа вам ровците не бањати. Ама и ова не постои, драги мои. Не постои. Ова што го видовте, не постои. Како што ни протоколите и заедничката историја не постоеле во преговарачката рамка. Ништо не постои. Како на жирафа во вицот за Бугарија. Говор на омраза. Вето поради ова што го кажав. Полека, не го кажувам јас. Освен това, в българския менталитет, аз това никога не мога така да го приема и да го разбера, няма както у другите народи, няма и нотка за самокритика. Да се критикуваш и ти, да признаеш, че ти не си прав. Българина някак си е един такъв човек, който знаете ли, прилича, аз ще ви го кажа с един анекдот. Типични българи у нас са шопите. Шопи, знаеш така наречено, които живеят тук около София. Така е. Има такъв фантастичен анекдот за шопа. За да разберете какво значи, това е обобщение на българина, на българската менталност. Значи, преко анекдота да го найдем менталитетот. Да, ще го найдеш, ти ще го разбереш. Шопа отива в зоологическа градина, некъде в чужбина, не в Софийската. И вижда жирафа, това голямо животно с дългата шия. И го гледа и си тръгва и вика, нема такова животно. Той не може менталитета му да побере такава дълга шия на животно. Той го вижда, че го има, но вика, нема такова животно. Това е българина, българския менталитет. Значи, тоа е менталитетот и во однос на македонците. Не гледа дека постоиме, ама викат ве нема. Да, точно така. Точно така. Не гледа, че имате история, че имате разлика, че имате култура. За волја на вистината и некои од нашиве не гледаат дека имаме стапица, дека имаме уцени, дека имаме идентитетски напад.
Такво селективно слепило имало секогаш во овие предели, ама сега љуљу ќе ни помогнат нам, бидејќи ние сме слепите или заслепените од пропагандата, да прогледаме. Фала им, многу се срцки. Значи, барање по барање. И сега било кое ние да барање да не задоволиме, тоа е елемент за вето. Тоа е измама. Тоа е едноставно нечесно. Да, затоа не дозволуваат промена на преговарачката рамка овие кои претходно ни лупаа вето за Гоце Делчев на пример, бидејќи е измама дека им потпишавте механизам за да продолжат со својот план низ процесот на преговори. Не е вашето удоволување на нивните барања нечесно. Нечесно било да се спротиставиш на тоа. Љуљу, што да кажам? Формално правно протоколите, најнегативниот развој кај протоколите не се основа за вето. Тоа е одговор на вчерашната изјава на премиерот дека имаме низа од протоколи што се може да бидат блокади. Не е така, дечко. Овој кој нема ни прочитано преговарачка рамка знае со дечко да објаснува дека протоколот од Бугарија наречен највредниот дел од францускиот предлог, дека не бил основ протоколот за вето. Иако е во преговарачката рамка. Дечко, што да кажам, грејата ми доаѓа на моменти. Ама само на моменти. Не е така, мислам нешто малку научи се, а машински инженер све окей, прашај некого. Океј, еве може да ја прашаме претседателката на Бугарија. Зошто се дигнаа сите нанодзе во Европскиот парламент да ја бранат историската комисија и протоколите во извештајот за Македонија? Точно това искам да коментирам. Следващите 2 дни ще бъдат изключително важни, тъй като освен дискусията ще има и гласуване на резолюцията. Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност се отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години според член 12 от договора за добросъседство и по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство. Може ли сега да ја прашаме и министерката за надворешни во време на францускиот предлог? Што е со тоа протоколите? Това, което е много важно е, че в протокола, който днеска беше подписан, има вече конкретни срокове. Още повече, че протокола, бидейки част и свързан с преговорната рамка, там също има механизъм, който да проследява неговото изпълнение и този механизъм всъщност ангажира останалите страни членки да следят за това изпълнение. Не сам по себе си просто двустранен протокол. Това е най-ценното на така нареченото френско предложение. Највредниот дел од сетот документи. Дечко, whatever. Сега Лю од дуетот Љуљу ќе го објасни делот дека државата немало да смее Македонија да финансира културни дела кои содржат говор на омраза и тоа си е во протоколите. Со грците во договорот за Преспа стои таква одредба и се врзува за државно спонзориран говор на омраза. Значи, ако преку државните канали со државни пари ти правиш организирана државна пропаганда против, таа треба да спречи. Иначе не можеш они да направат нетворк, да не можат никој во кафана да не ги испцуе од почеток, као и во Бугарија што се случи. Односно, ќе може во кафана слободно, во кафана, во која кафана сакаме, дека е Гоце Делчев македонец, ке смееме тоа да го кажеме во кафана. Ама државата нема да смее да плати снимање на филм, например, за Гоце Делчев, ако не го споделуваме заедничкиот поглед на историјата во Новодници, односно бугарското гледање на историјата. А таквиот заеднички поглед го зборувал и Стево Пендаровски. Го знаете, да не дозамачкувам со продуктите на интелектуалните клоаки и во оваа прилика. Битно е дека во кафани ќе сме слободни да кажеме што сакаме. Па фала Љуљу, мерси Софија. Како што ти убаво дефинира, односот на Македонија према Србија е јасен доказ дека љубовта е слепа, нели? Љубовта е слепа. Значи, јас би рекол, не гледањето на се што се случуваше изминативе години, не читањето на преговарачката рамка, не слушањето на сите изјави и гестови од исток е доказ дека љубовта кај вас драго дуо Љуљу е слепа, ама за среќа македонците не се такви. И таму пазите, таму се заборава.
Се забораваат и изјавите на Милошевиќ за Македонија. Значи, се забораваат и на Шешелј, и на Вучич, и на целата партија на Вучич. Ма историчарите значи, се тоа заборава, нели, дека ние сме срби, дека ние сме измислени од Коминтерната. Многу слични работи дојдоа, нели, сега подоцна и од некои бугарски фактори, меѓутоа тоа го памтиме. А ова го забораваме, се тука забораваме. Прво, Милошевиќ е мртов точно 20 години. Шешелј е политички мртов од прилика исто толку време. И не се забораваат тие изјави. Како што не се правиме ни слепи дека последниве 15 на години Србија е пример за добрососедска поставеност кон нас. Бугарија, за жал, е сосема спротивното од Србија. И во моментов Бугарија не условува за влез во ЕУ со напад кон идентитетот и нашите човекови права, правото на самоопределба, а не Србија, љуљу. И сето тоа ние го ставаме под тепих, сето тоа го ставаме на страна и се фокусираме само на едната страна. Се е проблемот овде. Се фокусираме на проблемот со страната која вели нема влез во ЕУ ако не прифатите дека дедовците не ви биле македонци. Мислам дека е пологично да се фокусираме на тоа, отколку да го ставаме под тепих, како што тоа го прави дуетот Љуљу и ни раскажува за Слободан Милошевиќ. Да, и од друга страна имаш ни Канал 5 кој денеска заедно со Алфа се најантибугарските телевизии. Значи тука има некое тешко лицемерие. Не е прв пат Алфа и Канал 5 да се нарекувани антибугарски, поради тоа што се бориме против бугарската пропаганда во Македонија. Каква што ја шират и од СДС-то на пресконференции и вака на вечерни седенки некои интелектуални грамади како дуетот Љуљу. Ама ако сме веќе на тема лицемерие, ќе подсетам на Љуљу од минатото. Еве го прво Љубомир Фрчковски како не го даваше името. Оно што е најважно, ние нема фактички што да решаваме за името. Ние не смееме да носиме решенија таму, кои не се во наш интерес. А што значи дека уставното име треба да стане предоминантно меѓународно име. Ние можеме да се договараме околу различни типови на означување внатре во Обединетите нации, како што се означуваат и другите држави. Например, Исламска република Иран, кратко се означува со Иран, а не со своето име уставно целосно. И тој вид на референции внатре во Обединетите нации. Меѓутоа, уставното име не мора да бидат примени со нашето уставно име. Тоа е нашето решение. Ние не можеме да правиме компромис на тоа прашање и затоа не можеме да извлечеме никакво решение со Грција. Тие можат да кажат, ја од што се плашам? Се плашам од една навика на владата да каже, па еве името го измени минатата влада, ние не го менуваме, ние само го финализираме. Тоа би била голема манипулација. И што го направија со универзитетот во Тетово, албанскиот. Го призна минатата влада, сега ние што да го признаеме, уствари само го финализираме. Не е точно тоа. Ниту го признала, ниту името го менувала. Сега е одговорноста на сите влади и на оваја, како ќе се однесува со името. Моје мислење дека ние немаме што да решаваме со Грција и не треба ништо да решиме. Дури оваа влада може да ја инслука минатата влада, рече, што сте направили со референцата, само да не решава ништо. Само да не решава ништо. Оти само со наша доброволно решавање може да ни го изненатиме. Благодарам Љу од дуетот Љуљу. Еве го и другото Љу од дуетот Љуљу, војводата кој на времето и ќе ја обединуваше Македонија. Кои биле во конфедерација со Грција, со Бугарија и со Албанија и наша програмска цел. Впрочем, на кој друг начин да го решиме прашањето на обединувањето на Македонија, ако не преку влегување на Македонија, односно Македонија, а со тој конфедеративна Југославија во една нова конфедерација со Грција, со Бугарија и со Албанија. Апсолутно тоа на тоа. Еве Стојан Николовски од Скопје. Вели се залагате за обединета Македонија, незината карта и на вашите предизборни плакати. Како го коментирате фактот дека во оваа држава македонци би имало само 21%, односно тие би биле малцинство? Па видите сега, тоа е она во што не се согласуваме. 45 години овде во Југославија владееше тезата и постојано ни сервирана дека македонците во Вардарскиот дел мора да ги заборават македонците во Пиринскиот дел, дека мора да ги заборават македонците во Беломорскиот дел. 45 години овде ни се нудат тези дека македонците во Пиринскиот и во Беломорскиот дел денеска се асимилирани, дека се раселени, дека се или погрчени, или побугарени, или не знам што. Токму тоа ни сакаме, да го скршиме таа свест и да покажеме дека таму се уште имат македонци. Всушност,
Овие најнови процеси кои се случуваат во Пиринска Македонија тоа го докажуваат. Овие процеси што се случуваат во Беломорска Македонија, вие сега да појдете по сите села во Македонија, по градовите, Лерин, Кавала, ќе видите дека секаде ви изборуваат македонци. Значи тие луѓе сепак таму постојат. Колкав е тој процент? Јас сега не би сакал да се впуштам во тој процент, бидејќи тоа е едно крајно цинично прашање, што овој режим го поставува и ни го нуди овие 45 години. Нито јас ви уверувам дека нема да биде не само 21%. Повелете се јаносната реплика. Дали тогаш за малцинството ќе барате национална држава со тие 21%? За кој Во рамките на македонците ќе бидат малцинство. Според доктор Иван Кантарџиев, 21%. Па видите, јас пред малку зборував... Тоа што им го оспорувате, да речеме, на албанците. Слушайте, јас пред малку зборував дека 45 години овој режим ни нуди формула дека нашите македонци се асимилирани, дека нашите македонци не постојат таму. Ве молам некој да ми докаже дека ќе бидеме 21%. Вие ги имате ли тие аргументации? Јас ви кажувам дека македонците во таа една држава со околу 5 до 6 милиони граѓани на таа држава ќе бидат најмалку 3,5 милиони. Видиш, тогаш главниот проблем бил дали 3,5 или 3,7 милиони ќе сме во обединетата Македонија или не. А денес е проблем тука во оваа емисија на Алфа, на Канал 5, на Сител, било каде, да се каже дека е лага она што го тврди Филипче, например, дека Бугарија не негирала никогаш и дека преговарачкиот процес кој е скроен по нивна желба немал опасности за нас. Дури и откако и Мерци Макрон признале дека ја разбираат нашата резерва и истравувања, и тоа не е доволно. Што знаат тие Мерци Макрон? Треба да ги слушаме само Љулју и Венко. И ако се бориме за македонските интереси, достоинство и идентитет, ние сме, знаете што? Опасно оружје со кое ќе морало да се справат Љулју бе Венко, ослободителот на медиуми и нивните истомисленици. Тоа е таа Вучичевско-Орбановска линија во медиумите со која ние ќе треба се справуваме допрва. Тоа се 30 на портала и 2 телевизии. Тоа е сериозна пенетрација, бидејќи политиката се одвива во пиар левел од веќе 70%, нема операции доле нешто да протестира. Се е пропаганда, Така што тоа многу зависи, тие оружја се практично сега. Како што му кажав многу пати и на Филипче до сега, дојдете и ослободете не. Ве чекаме. Ајд доста со вас. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со генералот Стојанче Ангелов на повеќе интересни теми. Ветувам многу интересен разговор. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу, четврточно издание прво за оваа недела, продолжува со разговорот во студио. И денес, 25 јуни, по два поводи во студиото, имам еден секојаш драговиден гостин во оваа емисија. Генерал Стојанче Ангелов, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, благодарам за можност. Те најавив со генерал Стојанче Ангелов, бидејќи, кажав, во два капацитети вечерва те повикав тука. Едниот се разбира како директор на дирекцијата за заштита и спасување, имајќи предвид дека се подготвуваме сите, мислам се подготвува државата, особено вие, за сезоната на пожари, но другиот и прво сакам да започнам со тоа е генералскиот статус, односно военото минато. Ме испровоцира еден статус кој што го напиша ти пред 2 дена на Facebook, сега диагонално само ќе го прочитам делови од него за јавноста, за оние кои што не успеале да го видат. Вели, 25 години подоцна. Делегација на достоинство денес положи цвеќе на споменикот на бранителите во Скопје. Наместо да напишам некој збор, го копирав текстот од минатата година. Исто е, тоа е твојот коментар. Текстот од минатата година е ниту еден ред, ниту еден збор. Никој не ја спомна. Во текот на вчерашниот ден, но и денес, до 11 часот, во порталите не беше напишан ниту еден ред, на телевизиите не беше кажан ниту еден збор, ниту еден ред, ниту еден збор за една од најжестоките и најконтроверзни битки во 2001 година. Битката за Арачиново. Битка во која загинаа 4 македонски синови, битка во која беа ранети десетици македонски бранители. Битка која започна на вчерашен ден, 22 јуни 2001, а заврши неколку дена подоцна, откако прибадниците на УЧК беа извлечени од Арачиново во климатизирани автобуси. Вториот ден од нападот, 23 јуни 2001, во борбата за Арачиново бев тешко ранет. Куршумот, минувајќи низ моите гради, го искинал долниот лобус на мојот десен бел дроб
Искршил 2 ребра и го напуштил моето тело, оставајќи злокобна дупка на мојот грб, со смртоносни рани, без третина од десниот бел дроб, со ребра заврзани со жица, осакатен, но сепак жив. За жал, не преживеа сите. Истиот ден, 23 јуни 2001 година, загинаа Никола Пехчевски на 25 години, Атанас Јанев на 25 години, Александар Стојчев на 30 години, а Оливер Китановски на 21 година беше тешко ранет, почина неколку дена подоцна. Вечна ви слава, херој македонски. Има и слика од делегација на вашата политичка партија Достоинство, како положува цвеќе пред споменикот на бранителите. Верувам дека тој ден, нели, ти ќе го помниш додека си жив. Битката за Рачиново во колективната меморија, јас имав 2001 година 15 години и нели по нешто памтам, вака, гледајќи вести, слушајќи коментари. Многу голем дел од популацијата денес не ни била родена, тогаш не ни била свесна и слуша за 2001-та од време на време, обично кога дуиќе во опозиција, уствари не е тоа обично, тоа е овие 2 години сега, и кога е дуи во опозиција, нели, се е катастрофа, рамковниот договор пропаѓа, ништо не функционира, правата биле нарушени, совон, и тогаш, еве, Бујар Османи шета наоколу и изборува дека полошо е во некои аспекти него пред 2001 година. Но, моето прашање прво до тебе на оваа тема е, зошто мислиш дека нема, цитирам, ниту еден ред, ниту еден збор? Јас, еве, ја прифаќам вината во однос на делот од медиумите. Ова покана и ова гостување вечерва е обид да исправам нешто на таа тема, бидејќи сметам дека не треба да се заборави. Но како ти гледаш на таа состојба во општеството, би можел да ја наречам? Сметам дека сеќавањето на 2001 година треба да ги чуваме во нашите мемории, сеќавањето на нашите соборци кои што го дадоа животот, брнејќи татковината, целовитоста на државата. Треба да ги чуваме, барем додека сме ние живи, но треба да влезат и во македонската историја и следните генерации, и оние кои што тогаш биле мали, и оние кои не биле родени, да знаат дека во 2001 година македонската УЧК ги нападна македонските безбедносни сили со намера да отцепи дел македонска територија. Тоа во комуникето на УЧК стоеше. Токму така, комунике број 4. И треба сите да го знаат комуникето број 4, каде што УЧК јасно си ја кажа својата цел. Отцепување македонска територија, бидејќи побараа славо македонскиот, внимавајте, славо македонскиот окупатор да ги напушти вековните албански огништа, бидејќи биле нивни. Да не зборувам за тоа, сите оние села во Шар планина колку биле нивни пред 50 години, биле етнички македонски, самите топоними, Лавце, Вејце, Шипковица и така натака. Но како и да е, тоа беше отворен повик за поделба на државата, за обид за поделба. Ние македонските брнители тоа не го дозволивме. Се разбира под тогашното политичко раководство, без разлика на сите критики кои што може да се слушнат, ние не дозволивме да биде отцепена ниту педа македонска земја, кога УЧК, која што беше неспоредливо послаба во однос на македонските безбедносни сили. Сметам дека воопшто по ниеден критериум не можеме да споредуваме, бидејќи ние бевме апсолутно надмокни, сватија дека отпорот од наша страна ќе биде жесток и дека тие ќе бидат губитници на секаде каде што војувавме, ја сменија реториката и од борци за територија станаа борци во наводници за човекови права, но тоа дека тие се бореа за територија, тогашниот генерален секретар на НАТО Џорџ Робертсон го потврди во неговите изјави, нарекувајќи ги убици и разбойници. Во првите изјави. А подоцна, па видите, се работи за добро управуван процес. Кога видо дека не може, тогаш и меѓународната заедница се прилагоди на тогаш настанатата нова реалност и почна да зборуваат за човекови права. Младите треба да знаат дека пред само 25 години некои македонци и македонски граѓани, не само етнички македонци, се бореле. Тоа е последната војна која што ние македонците сме ја имале. Во неја употребивме се што имавме, почнувајќи од
борбени авиони, борбени хеликоптери, тенкови, топови, хаубици, митрлези, снајпери, пушки, се она што го имавме. Но не употребивме секогаш се што имавме. Тоа е посебна приказка за тоа, ќе ни треба цела емисија, но во секој случај во битката војната кај Радуша, мислам дека употребивме се што имаме, така? Војната и во Арачиново. Војната од 2001 година не беше наивна, можеби не беше премногу контактна, бидејќи се сопре во фазата кога ќе прерастеше во една крвава војна, но на вистина треба да ја паметиме сите и треба да се учи во македонската историја. И секако дека ние, македонците, ќе ја учиме нашата верзија и не можеме да ги натераме нашите сограѓани да учат нашата верзија. Тие имат некоја друга верзија, тие од нивен аспект Арачиново го доживаат како голем чин на јунаштво, оному каде што побегнаа, бидејќи ќе беа потепани до последниот, ако не беа извлечени од селото. Тогаш бевме добро накрвени, иако за волја на вистината јас бев вон строј, тешко ранет во шок соба, но имавме таму храбри колеги кои што ќе ги направеа парче за неколку дена. Впрочем, ние никаде не брзавме, имавме доволно време во такви напади, каде што непријателот е добро укопан, добро забарикадиран, не треба да се брза. Нашата цел беше да имаме колку е можно помалку жртви од наша страна. И ние не брзавме. Но се зборуваше, односно се шпекулираше дека сме добиле неколку дена или 4 дена за да го завршиме нападот. Па за 4 дена такво село се чисти ако се фати системски куќа по куќа со тенкови, со хаубици. Ние тоа не сакавме да го направиме, не сакавме да го уништиме селото, но како и да е, ова е одамна зад нас. Јас сум веќе долги години борец за мир, сметам дека војната е зад нас. Треба да живееме мирно, треба да живееме во мир со нашите сограѓани албанци. Се разбира, нема никогаш да заборавиме, но тука ќе прекинам, пошто ќе влезам во друга фаза, знаеш, дека се нервирам затоа што на медиумите на никој не му текна да објави. Очекував некој прилог на телевизија. Од друга страна, не ги обвинувам, да се разбереме. Тој ден имаше многу политички настани. Можеби јас самиот потфрлив, јас не знаев кој ден да направам настан и одлучив едноставно да отидам на споменикот на бранители на 23-ти, тогаш кога ги имавме загинатите, кога и самиот бев ранет. Тоа е предпоследниот ден од битката, сметајќи дека со мојот статус ќе ги спровоцира медиумите да направат по некој новинарски прилог, можеби погрешив од аспект на стратегија, од пиар аспект, можеби требаше да побарам да ги известам медиумите, но се сомневам 25 години подоцна дека и во редакциите има многу можности, дека има материјали да се направат добри прилози за Арачиново. Генерале, прилози, материјали може да се најдат, ама генералниот проблем е не е твоја обврска како човек, ти не си добро, но како лидер во Македонија, во наводници лидер на достоинство. Ама тогаш не војувал Стојанче Ангелов, војувала Македонија, така. И сега сакам да ти кажам, не си земај толку товар на плеките дека ти си должен да ја подсетуваш јавноста. Добро е што тоа го правиш, се разбира. И да, си испровоцирали, да, еве затоа и вечерва го започнавме разговорот на оваа тема, но апсолутно мора системски тоа да биде преорганизирано. Од друга страна, свесен сум за, нели, ти викаш ние ќе учиме, ние нашата, вие вашата, нели, градиме заедничко општество и така на така. Јас мислам дека затоа никогаш во учебниците нема може да се најдат лекции за 2001 година, бидејќи освен, не знам, можда за 2-30 години, ако уште многу време помине, во подобар живот, па да ускладиме некоја заедничка верзија. Инаку, како односот кон тие настани е баш различен, како што кажа. А колку што не само помнам, и сум гледал документарни емисии, сум истражувал на таа тема. Процесот за подобрување на малцинските права во Македонија веќе беше започнат. Дури и тоа легализирање на универзитетот во Тетово, каде што година дена, две предходно имаше, дури и тогаш Лјупчо Ѓорѓевски како председател на владата и Арбан Џафери како лидер на албанскиот политички кампус. Фрчковски влегуваше таму, него 98 да, Лјупчо и Арбан Џафери. Зборувам пред 2001 односите тргнаа по нагорна линија. Така. И јас мислам дека Лјупчо Ѓорѓевски тогаш со таа влада ќе ги надминеше голем дел од проблемите без војна и без создавање на непотребно уништување жртви. Намерно. Но емотивен сум кога зборувам на оваа тема секогаш. Комуникето број 4 е реалност, тоа постои, може да се најде на Google.
Ние не можеме и тие кога би ги учеле поинаку, нека го прочитат комуникето број 4 во кое што јасно е напишана целта на УЧК. Иселување на македонските безбедносни сили да ги напуштат местата во кои што се наоѓаат вековните огништа на албанците. Па сега имаме живи луѓе кои што живееле во тие македонски села, кои што биле 100% македонски, немало по ни еден албанец во нив. Да, но знаеш како е. Путин пред да влезе во Украина, раскажуваше историски приказни од 7 век. Не би било проблем, сега зборуваме за техника на пропаганда, така. Да и Али Ахмети, кој што тогаш се појави, нели, предпоставувам, ти не знаеше за некој си Али Ахмети пред 2001 година. Никој не знаеше. И не е проблем тој да си најде некои верзии, делови од историјата, кај што ќе каже дека тоа било албанска земја некогаш и така натака и така натака, но сето тоа е пропаганда во функција на војната. Факт е дека ние не бевме нападнати само од УЧК. Логистиката која што има беше во еден поширок контекст. Штета што после 99-та Србија не се антиципираше доволно можниот развој на сценарија и како Македонија тогаш да се заштити. Може би ова сум го зборувал многу пати, отварајќи го небото за НАТО 99-та година, да бараме за сметка на тоа да бидеме примени во НАТО. И сега ме подсети 500.000 бегалци беа сместени во Македонија. Зарем заслуживме како народ на тој начин да ни биде вратено? Ги спасивме, ги угостивме и дадовме прибежиште, се грижевме за нив, работе во специјална полиција, го обезбедувавме кампот Стенковец. Тие не само таму беа во најголем број. Сме помогнале кутри луѓе, бегалци од војна. Така е. И потоа од истото тоа Косово влегува единици на наша територија и ги напаѓа безбедносните сили. Генерале, ти можеш ли да си го објасниш 9 мај 2015 година, кога повторно се собрале таму 340 души и решиле дека не се задоволни од рамковниот договор и дека ќе прават бели? Зборуваш за диво населје. Па знаеш дека јас тоа го објавив тогаш прв дека се подготвува таков настан. Да, прво беше нели Гошинци, но сега ме кажам, може ли да си го објасниш на ниво на логика дека во 2015 некој решил со оружје да настапува? Имам поинаков став за ова прашање, сега да не, ако зборуваме на оваа тема ќе застраниме од емисијата, бидејќи воопшто не очекував вакви прашања. Јас дојдов да зборувам за пожари, но драго ми е затоа што позборувавме барем малку за 2001 година. Јас ги повикувам гледачите, нека влезат на мојот скромен YouTube канал на кој што имам многу малку работи. Имам неколку стари македонски песни и неколку видеа од документарни филмови, од кои што 3 епизоди снимив сам во улога на водител, бидејќи тешко може да се зборува за 2001 година. Сега со инвалиди и имаме претходно 6 документарци со семејства на загинати, во кои што опишана голготата ни, с која што поминуваат тие семејства. Едните се од 2008-2009 година документарци, другите се од пред 3 епизоди од пред 3-4 години. Убаво е некој да погледа барем една епизода од овие документарци. Јас имав намера да продолжам со снимање, но динамиката, професионалната динамика едноставно не ми дозволува. Бидејќи треба фокус, треба да се најдат релевантни соговорници кои што знаат да се изразуват. Многу често, кога зборувам со мои соборци од 2001 година, се блокират кога зборат. Луѓето подзаборавиле, ги потиснале страшните моменти назад, или ги разубавиле. И знаете, кога слушате, не изгледа толку страшно, но војната е страшна. Не му посакувам никому да учествува во војна. Се надевам дека нашата држава веќе нема да војува никогаш. Членка сме на НАТО, безбедни сме од надворешен напад, внатрешна дестабилизација до појава на можност за меѓуетнички судир веќе убеден сум дека не постои. Сметам дека сите ја научивме лекцијата. Ке се кошкаме во наводници на овие теми, особено кога дуе во опозиција, како што кажа ти, или пред избори, но државата е стабилна и треба да го држиме овој курсот на помирување, за да знам дека кога мојот син излегува во град, нема да биде нападнат во автобус затоа што влегле луѓе од друга етничка припадност. Тоа генерално важи за сите. Мислам дека во тој дел состојбата е доста безбедна. Сметам дека и генерално ова што се случува овие последни години, навистина состојбата е значително подобрена. Ајде,
еден политички премин, дури дојдеме до пожарите, бидејќи и ова се некои пожари што се подугасени и со надеж дека ќе останат вечно угасени, нема да тлеат, освен ако некој сака да разгорува општествен амбиент за да набива енергија пред избори, апсолутно се согласувам дека треба со други теми да се занимаваме, иако не очекувам, дури Али Ахмети е активен на политичката сцена, дека комплетно ќе се откаже од неговото политичко верују. Сиот политички капитал што го направил врз основ на тие еполети или не знам како се викаат, одликувања кои што се ги доделувале таму во неговата групација, па така како и што го спомна Бујар Османи, нели и Али Ахмети има разни изјави деновиве, Села исто така врт заврт, и тој ќе се појави од негде со некоја блесава идеја од типот зашто па да не била кантонизирана Македонија. Како да ја стимулираме новата генерација на политичари, не само во албанскиот блок се разбира, односно меѓу политичките партии на македонците со албанска етничка припадност, за да не ги хероизираме таквите екстреми на однесување, бидејќи искуството те научило и тебе. Веројатно знаеш и сам, ако утре ден е поканет, пример, некој Села во влада, дека вечер ќе седне да преговара и да се договара. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски го детронизираше Али Ахмети. Али Ахмети веќе не седи суверено на тронот на тој албански национализам и шовинизам и дуи е разголена, соголена. Видовме каков криминал стои позади неа. Нормално, не сите членови, таму има добри и честни луѓе. Не сакам да ги нападнам сите луѓе од Дуи, но дел од оние кои што биле во раководството, видовме кој бил првиот мотив и која била нивната цел. Од друга страна, овие 2 години влен имат сосем поинаков однос. Иако понекогот може да биде затегнато, јас не се сеќавам за ниту едно такво искрење. Дури проблемот со полагањето на правосудниот испит беше надминат или се надминува без големо искрење, без закани за напуштање на коалиција и така натака. И сметам дека во тој дел е направен голем исчекор и заминувањето на Дуи во опозиција е огромна придобивка за сите македонски граѓани, и за македонците, и за албанците. Очекувам дека и некогаш кога Дуи би се вратила на власт, кога и да е тоа, дека би се вратила во една помодерна форма, не како сегашната, каде што заслугите од 2001 година би биле на многу поинакво ниво, на многу пониско ниво. Значи, тие нормално е дека дел од албанците ќе си ги почитуваат секогаш тие нивни борци од каузата, како што и нас македонците не почитуваат, бидејќи најголемиот дел од македонците ги почитува македонските бранители од 2001 година. Јас имав несреќа да влетам во политика така што јас сум контраверзен дел кој што и па сум имал многу случаи кога ме напаѓат политички, па и професионално, но ќе ми признаат за учеството во 2001 година. Но како и да е, граѓаните од двете страни ги почитуваат своите борци, нормално не сите, нити од албанска, нити од македонска страна. И тука некаде треба да се фокусираме на иднината. Јас тоа го правам последните години, иако бев подложен на низак критики и напади. Може ли да се фокусираме на иднината без да се обидеме што е можно повеќе да расчистиме од 2001? Не сакам пак да враќам. Мислам дека ја надминавме таа фаза, се согласувам со тебе дека можеме. И мислам дека тоа успешно се прави и тоа може да се види во изјавите на премиерот, чишто фокус е во иднината. Како ние Македонија да направиме една модерна, побогата држава или не толку сиромаш, неве да кажем обратно. И мислам дека добро се работи на тој план. Владата прави. Не ли должиме одговори на сите заинтересирани за темата, или да речем на сите граѓани, во кои што учесници би кажувале како представници на една амбасада им влегувале во канцеларии, им забранувале напади, им лимитирале ограничување на кој вид на оружје смее да се користи или не, заканувајќи се со воени трибунали и така натака. Односно си спроведувале собствени интереси операција. Чисто во име на крај на денот на луѓето кои што загинале во една таква полудиригирана и нерамноправна борба, нерамноправна од аспект, ако ти имаш таков притисок
и нели некој нема да одолее на тој притисок. Ти не си рамноправен во битката со противникот. Токму така, беше управуван или менаџирана делумно и од надвор. А може би малку повеќе од делумно, и тоа сите го знаеме, но беше одамна. Денес во НАТО и во Соединетите Американски држави имаме големи пријатели и овде повеќе не би чепкал. Добро. Го спомна законот за полагање правосуден испит и претходно зборувавме за Али Ахмети. Последно политичко прашање, му читав една изјава, ја дал во Бутел, ми се чини, во одбрана на Еди Рама. Таму се случува нешто чудно во Албанија сега. Се чини дека има прв сериозен предизвик, инаку недопирливиот Еди Рама. Таму, знаеш, години и години се обидувале. Претходно беше тој Љулзим Башали се викаше, со белата кошула со завратени ракави, па го снема, па Сали Бериша нешто, па не знам кој, како се викаше поранешниот председател што го стрпаа во затвор, но како да моментумот геополитички не е поволен да Еди Рама ги отвори ширум портите на албанската територија за интересите на семејството на Трамп и оние протести, фламинго револуцијата така наречена, како да зема се поголем замав. И тука Али Ахмети вели, загрижен сум, не ја брани Али Ахмети, не го брани Еди Рама, ја брани Албанија, Албанија страда и според него зад протестите стоел, внимавај, грчки интерес. Еди Рама претходно рекол што бараат албанци од Тетово на протести во Тирана. Легитимно прашање. Ние во 2017 година на улица прашувавме што бара тиранската платформа, подпишана на бирото на Еди Рама во македонскиот политички систем, или па неодамна на протестите за правосудниот испит, што бараат протестирачи од Тирана и од Приштина на протестите тука. Тоа народот би го рекол преку еден виц, а боли за мајка, еден коментар на овие процеси и дали тоа некако може да влијае во Македонија во однос на рейтингот на Дуи, например. Па и поради поддршката од Рама. И овој коментар кој што сега ќе го кажам, повторно ќе ми изложи на низа напади, но отрпнат сум јас на секакви напади, јавно лично сум, но јас кажувам оно што го мислам. Мислам по тој сум прилично познат во јавноста, без ракавици. Јас имав можност да работам во Ирак околу 2 години, влез излез, не бев цело време во Ирак, по 2-3 месеци внатре еден, надвор и така натака. И знам колку е комплексно кога работите на јазик што не ви е мајчин јазик. Без разлика како го познавате, освен ако не сте врвен познавач, сега младите генерации имат јако познавање на англискиот јазик и го нема тој проблем. Но кога јас би требало да полагам тестови на англиски јазик, јас би се судирал со проблем. Така што, од една страна, јас го разбирам тој револт кај албанците дека тие бараат да полагат на албански јазик, но од друга страна не ги разбирам како тие очекуваат во иднина да бидат дел од правосудниот систем ако одлично не го владеат македонскиот јазик. Како тие ќе учествуваат во судењата, без разлика од која страна ќе бидат. Дали ќе бидат обвинители, брнители или судија. Генерално, таму семантиката е многу важна, секоја запирка значи. Едноставно, албанец кој што се определил да се занимава со право во Македонија е должен да го познава македонскиот јазик во детали. И турците, и власите, турците не прават проблем. Со нив го немам овој проблем, затоа ги издвоив албанците. Ја ширам малце, ја тегнам армониката. И пак ќе кажам, еве јас ги разбирам дека за нив е отежнато, но ќе седнат, ќе ги научат термините. Па и така учат таму пола термини се на латински јазик. Значи, треба да го познават добро, бидејќи во спротивно ќе дојде до лошо разбирање на самите судења, затоа што ако судењето се одвива на македонски, како тие ќе се снајдат ако не ги баратат по имите, но гледам дека во владата се прават силни напори, мислам дека ќе биде изменаџирано. Затоа, генерале, протестиравме 2017 не за бинационална држава, бидејќи тие процеси, значи никој не е против ниту еден јазик, тамам работа, мислам налет тоа што некои луѓе од Дуи сега го раскажуваат се забранувало јазикот, се забранувало правото да се определиш како албанец. Тоа се полни глупости. Морам така да бидам вулгарен. Па така е. Па ја не гледам никаква разлика во тој дел меѓу денес и пред 2 или 3 години. Значи албанците ги уживаат истите права како што ги уживаа минатите години и дури
и ова двојазичност во Скопје, која што веќе функционира 10-15 години, ако не добиеше политичка конотација, ние немаше да ја забележиме. И тоа е така. Но како и да е, сметам дека политичкиот курс кој што го држи владата со двата партнери, еве македонскиот и албанскиот блок, ја држат состојбата под контрола, состојбата е стабилна, не гледаме ширење или растење на меѓунационалната омраза. Ова беше напад, организиран напад со овие протести. Тоа не е случајно и не е автохтоно. Сам кажа дека имавме студенти од Косово, од каде се не. И прашање колку тие реално биле студенти, може некој да е имаше да таму работи. некој така Па може би се задржале со студиите малку или студират во понапредна возраст, но види, јас имам на паузирани постдипломски наградежен да си трнам јас по протести, мајко му стар. Ако некој има 80 години се запиши на факултет, ќе биде студент, го знаеш, вицот за бабата и за дедото. Го знам. Добро, ајде за пожарите кои што полесно се контролираат, каде што решавањето зависи од малце мајка природа вис мајор, но многу повеќе од план, структура, организација, човечки фактор. 25 јуни малтене на прагот сме или влезени сме веќе во така наречената сезона на пожари. Како стојат работите на тоа поле, да тргнеме од таму? Дали сме подготвени? Подготвени подразбирам се што имаме како потенцијален ресурс да е исправен, дали се авионите поправени, да не се пак по некои сервиси, дали се тие Пинсгауери, БТРи, не знам што си имаме ли некои новитети, оние помошни бригади кои што лани чинам дека ги нели понудивте вработувања за со договор на дело, да, како стои состојбата таму, има ли план за некои нови единици? 10 прашања во еднама, лека по лека ќе тргнеме. Подготвени сме како никогаш досега и ова го кажувам со сета моја одговорност. И искуство. И искуство, бидејќи 6-та година ќе ги работам пожарите, за да имаме еден по прифатлив став или појасен став кај гледачите. Јас не сум само директор на Дирекцијата за заштита и спасување, туку истовремено го водам главниот штаб за управување со кризи, кој што е при Центарот за управување со кризи. За прв пат лице надвор од Центарот за управување со кризи го води овој штаб, кој што ја има клучната улога во координација на сите државни ресурси. Исто така сум командант на главниот штаб за заштита и спасување, кој што функционира во редовите на дирекцијата, во кој што има и луѓе надвор од оваа институција. И сум раководител на групата за процена на ризици и опасности и член на управувачкиот комитет за координација на системот за управување со кризи. Затоа и малку подолга пауза направив пред да ги набројам овој позиции. Овие позиции ми даваат прилично голема моќ во носењето на одлуки, но и огромна одговорност. Мене оваа влада ми дала огромна одговорност, и то лично премиерот, но и владата, се разбира, со кој што имам изворедна соработка и комуникација. Поаѓајќи од тоа дека сме на прагот на пожарната сезона, во наводници пожарна сезона, знаејќи дека пожарите секогаш започнат пред 10 јули. Генерално 6, 7, 8 јули, да не баксузирам, но тие се деновите, зборам за големи пожари. Ние веќе имавме во Штип 3 големи пожари. Секојдневно завчера употребивме 2 трактори на пожарот на Богословец, кој што мислам дека се уште на некој места е активен. И поаѓајќи од тоа, како раководител на групата за процена на ризици и опасности, иницирав седница на оваа група која што е составена од директорите на разузнавање, национална безбедност, Бирото за јавна безбедност, заменикот началник на генерал штаб, директорот на војната служба за безбедност и разузнавање, како и директорите и замениците директори на ЦУК и ДЗС. Добро. Значи сега ние не зборуваме за друштво пред кооперација, зборуваме за најмоќните луѓе во државата на оперативно ниво во разузнавачко безбедносната заедница. Добро. Ја разгледавме актуелната состојба, ги разгледавме последните искуства и едногласно донесовме заклучок да му предложиме на управувачкиот комитет од 1 јули владата да прогласи кризна состојба. Управувачкиот комитет во кој што јас членувам го предводи министерот Тошковски како министер за внатрешни работи, во кој што членуват и министерот за одбрана, министерот за надворешни работи, вице-премиерот за транспорт, и Муцунски,
требаше да го кажам, се разбира најпрво вице-премиерот Николовски, кој што е министер за транспорт и вице-премиер, и министерот за здравство, не знам дали го кажа. Не го спомена. И како членови со одлука на владата се вице-премиерот Љупчо Димовски и министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Значи зборуваме за многу сериозно владено тело во кое што членувам и јас. На седницата сите министри присуствуваа по потреба. Сите овие вице-премиери кои што ги кажат, двајцата вице-премиери, 5 министри, вклучително јас заседававме пред неколку дена и донесовме едногласна одлука да предложиме на владата прогласување на кризна состојба од 1 јули. Владата го прифати овој предлог, не знам дали одлуката излезена во службен весник, но ние што направивме? Ние пред време се подготвуваме. Значи, не чекате пожари, не чекаме да почне да гори како минатите години. Да кажам дека минатата година беше релативно нов и мојот трансфер во ДЗС направи мало пореметување, бидејќи тешко од една во друга институција додека да ги пофаќате конците, но како и да е сега, ние од организацијски аспект сме подготвени. Што моќ ви дава кризната состојба? Кои полуги ги имате плюс како се што е државен ресурс во било кој момент може да биде ставено во функција на гасење на пожари или одлуки, барања. Сите одлуки се однапред подготвени. Значи, треба, но ќе ги подготвиме. Армијата смее да биде употребена само со наредба на врховниот комендант. Да, на председателката Силјанска Давкова. Председателката Силјановска Давкова. Токму така. И таа одлука ќе биде донесена во наредните, пошто тоа сепак е процедура кај што треба ден или два. И таа одлука ќе биде донесена однапред. И ние ќе биеме условно, ајде со војнички речни кажано, како напната пушка. Подготвени, а јас се надевам дека овој пат ќе задоснат пожарите, но на седницата на група за процена го поканив и директорот на управата за хидрометеоролошки работи, кој што е човек од внатре, кој што многу добро ги познава работите и чија што прогноза беше застрашувачка. Пеколно лето. Ова лето ќе биде најмалку како минатото. Најмалку како минатото. Значи дожд ќе видиме во септември, октомври. Па и оние дождови кои што ќе паднат во летото ќе бидат символични, но тој најави дека овие неколку дена тук-там ќе има по некој слаб дожд и потоа доаѓа до зголемување на температурите, а тоа значи сушење на вегетацијата. Сега и овде некои ми влегуваат, ми ги мерат зборовите вегетацијата и сега е сува, имаме полно сува трева. Но тоа е процес, таа последна недела ќе биде уште посува. Во јули ќе биде бар од сува. Значи зборуваме за еден процес кој што не трае неколку дена и ние во ова лето ќе се судриме со голем предизвик. Ова е во организацијски оддел. Во овој штаб, главен штаб за управување со кризи и директорот на Центарот за управување со кризи и сите овие тела кои што ги набројав и владени институции. Внатре имаме представници на армијата, на полицијата. Секогаш имаме најмалку еден пилот кој што учествува во носењето на одлука при правење на приоритетна листа каде авионите или хеликоптерите да действуваат. Познавајќи го теренот како се действува. Јас си ги сакам нашите граѓани кои што знаат понекогаш да кажат каде ние да пратиме авиони и хеликоптери, но тие ги немат сите информации. Знаете, ако некој живее во Штип и таму има голем пожар, нему тоа му изгледа страшно и тој бара помош од хеликоптери или од авиони. Ама ако истовремено имаме во Крушево, а иако е високо, се запалила борова шума, оттаму ако побарат помош. Значи, ние носиме одлуки врз основ на одредени критериуми кои што ако има време подоцна ќе ги објаснам, сум ги зборувал. Но зборувам за тело, главен штаб во кој што има стручни лица, кои што си ја знаат работата. Да, јас сум активен политичар, но никој не може мојот полициски воен бекграунд да го одземе. Јас сум командувал со полицајци, иако сум бил многу млад. Сум командувал. Во војна сум командувал и после војната, ама сум бил шеф и во Ирак. А работев и неколку месеци како обезбедување на брод. Тоа го разбирам. А внатре се врвни професионалци. Директорката на разузнавање цел живот е во разузнавање. Бојан е 15 години во АНАБ. Директорот на БЈВ од средна школа полицаец. Што викаат сите тие стручњаци? Кој е најголемиот ризик, освен времето што го кажавме, да ќе биде долго, топло, пеколно лето, бидејќи токму на тоа се повикам на безбедносните и разузнавачките служби. Зошто се па тие внатре? Постои ли опасност од некаков секогаш напад или специјална операција, да? Поимот хибриден напад кој што го употребив во Трубарево, јас не го кажав, бидејќи така ми текна или бев во афекти, кажав хибриден напад. Јас сметам дека ние бевме нападнати.
и не можам тоа да го докажам. Фабриката за пластика во Трубарево како директор на институции, како раководител на овие штабови, таа е мојата перцепција, затоа што во еден толку краток временски период во септември, кога температурите дневни се пониски во однос на август, кога ноќните температури се уште пониски, знаете, во септември ноќно време знае и да биде ладно на кратки ракави. Да. И одеднаш ви се пали најпрво Вардариште и ние се мачиме, ќе го изгасиме, пак ќе ни го запалат, пак ќе го изгасиме, пак ќе го запалат. Некако ставаме обезбедување, овде успеваме да решиме ситуацијата и ни се пали Дрисла. Губиме време на Дрисла, пробавме со авион со специјално средство во гасењето, иако не се гаси депонија, во очи. На крај моравме постепено, ја затрупувавме во целиот период. Ја стопиравме, јас имав пресконференција за медиумите во Дрисла. Да кажам добра вест дека пожарот најпосле по целосна контрола и очекувам тој ден да биде на нула, затрупан. Одеднаш гледам зад мене црн чат. И викам на медиумите, ве молам, побрзите, морам да идам кај другиот пожар. Појма немав што е. Во тој момент ми стигна информација дека во Трубарево гори најпрво рекол некаква фабрика, потоа свативме дека е отпад за електронски, се извинувам, отпад за електронски уреди. И замислете вие, во исто така ни се запали еден отпад или дива депонија во Шутка. Сето тоа во 10 дена. Колку ви се можностите случајно пред изборите локални? Тоа беше јаготката на тортата. Затоа се важни службите кои што си ги работат своите работи, но на ваквите седници дел од информациите се класифицирани со државна тајна. Ја не можам да ги кажам во емисија, луѓето нека не мислат дека ја кажувам се што знам. Тама работа ако јас земам да кажувам се што знам. Или ако поседувам и НАТО сертификат. Ако премиерот и Тимчо Муцунски, министер за надворешни, кажуваат се што знаат од разговорите со Затоа Макрон. кога гледате како коментираат, ќе каже премиерот или Муцунски некоја работа и одма се наоѓаат стручњаци во наводници кои што кажуваат како треба. Дали тие луѓе имаат представа дека премиерот добива информација од десетици институции во кои што работат стотици луѓе, кои што прибират информации, ги обработуваат, ги анализират, носат заклучоци, тие му и сервираат на премиерот. Генерале, тоа е исто како вечера кога гледаме фудбал заедно јас и ти, да не знам кој игра сега после. Но ја сваќам поентата. Ја сваќаш поентата, нели? Секој еден просечен граѓанин кој што следи фудбал знае кој фудбалер треба да биде. Јапонија и Шведска, знаеме, нели, за швеѓаните сигурно би направиле добра тактика вака од дома, од кауч со смоки, кикирики со нозете на маса. И со пивце со нозете на маса, да, за разлика од тренерот кој што го следи тренажниот процес, ги знае играчите, ДНК, им знае крвна слика на секој од нив и така натака. Го разбирам, а тој Значи во организацијски оддел сме на највисоко ниво на подготвеност, со одговорно го тврдам. Тогаш кој е најголемиот ризик? Сите луѓе кои што се дел од ова тело се професионалци, тоа сакам да го нагласам. Каде го детектирате ризикот, сите вие професионалци? Остануваат сега материјалните средства. Аха. Значи ќе почнеме за слабостите ресурсите. Добро. Океј. Вие убаво, ти убаво кажа, рековме, на ти ќе видиме. Ти убаво кажа. Да, се што имаме како држава е подготвено. Да, тоа прашам. Дали е тоа доволно, се разбира не. Но нити Грција има доволно, нити Турција има доволно. Значи, тракторите на дирекцијата се на Скопскиот аеродром за прв пат, после 7 години, сервисирани и подготвени за дејство. Имам тројца релативно помлади пилоти, четвртиот Стое има кој што е 66-67 години, прилично возрастен, има некои одредени специфики, затоа мојот фокус не го ставам на него. Кој што машки одработи минатата година, но е во напредна возраст. Имам уште еден пензионер е релативно помлад, 62 години. Сепак на зборуваме за управување на тежок авион. Другите двајца се релативно млади, малезански полковник во пензија, 2-3 години повозрастен од мене, значи 55-6 години и Горан е тука некаде колку мене. Во добра кондиција се, ја завршија обуката оваа есен, Горан и полковникот Малезански и веќе почнаа да прават овде тренажни летови, но Малезански пред неколку дена имаше и огнено крштевање на пожарот во Богословец со изворедни резултати. Но полковникот Малезански летал со мигови, со сухои, летал со галеби, летал со Ми-17 и Ми-24, оние страшните хеликоптери на снимките од 2001 година. Сега како детска играчка или? Па види, и ова е тежок за летање, но во споредба со тие е многу поедноставен сега тоа. Имаше пред некој ден, сакам само кратко, ако сакаш да искоментираш нешто. Нели имавме едно релативно младо пилотче кој што веројатно доби некоја понуда за работа во авиокомпанија за пута 235, не знам.
плата и читав математика од некој Facebook профил, зошто не сме му дале дупло поголема плата и не знам, барал ли да биде раководител на не знам, некој сектор таму. Со следната поента беше математиката. Ако му ја дуплиравме платата на пилотот, бидејќи пилотите се најдефицитарни, тој ќе останеше, а сега бидејќи го немаме, ако имаме проблем, ќе нарачуваме авиони од Хрватска, од Грција и тие коштаат пута 10 од евентуално зголемената плата. Јас знам дека ова во делот на како мали Джокица рачуна математика, но ако сакаш да искоментираш нешто, окей. Сакам, види. Релативно младиот пилот Методка ми е драг пријател со кој што заедно летавме на Едрилица во 80-тите години, крајот на 80-тите. Јас и Методка станавме пилоти на Едрилица и мислам дека беше 89-та година. Си летал ти? Јас сум пилот на Едрилица со самостојни летови, ама... Па еве, ако е Зорд, кој ќе лета да гаси пожар? Коска, ако дојде, ќе правам преобука. Имам и подобранска обука, имам 5 подобрански скока. Не сум знал дека си летал, браво. Методка ми е личен пријател, значи заедно завршивме обука. Ако заедно сме летале, значи дека е моја возраст, можеби да и помлад од мене половина година. Ако не сметаш дека си релативно млад, може и да е окей. цела година помлад од мене. Ако ние сме во цветот на младоста, тогаш и тој е млад. Генерале, сега ќе бидам индискретен, но колешките во Алфа денес кога влегуваше во студио забележаа дека изгледаш релативно младо. Но да не се вратиме само младо, но во живо рекол дека изгледам така помладо. Да се вратиме. Се враќам, но сакам ова да го дообјаснам. Методка е добар пилот, добар човек, но тој го има склучено договорот да лета за дирекцијата на 5 години. Тој лета само 3 години. Ние во него сме инвестирале најмалку 150.000 евра, нашол добра поплатена работа и ја напушта дирекцијата пред истекот на договорот. Дојде ке мене, разговаравме, со тоа што прво ќе го пофалам. Тој сакаше минатата година да напушти. Ми кажа, ја ќе напуштам, имам понуда што не се одбива. Го замолив, дај сега, тешко е на татковината, остани, немаме пилоти. Минатата година излезе фери, остана. Оваа година тој благовремено ми најави, не дојде преку ноќ одеднашка. Значи, имаме еден ферплей, јас се надевам дека еден ден пак ќе лета за нас. Но јас како директор подготвам тужба против него, ние него ќе го тужиме. Бидејќи тој е должен да лета 5 години или да ни ја плати обуката. Добро, да, тој го знае, тоа и така натака. Не му го натака. кажав, нема лутење, видите, ние се разделивме во една пријателска атмосфера, најверојатно му се фаќа математиката, повеќе од 150.000 евра е самата обука. Сега не сакам да го вознемирувам него и неговото семејство, тие ова го знаат, повторувам, се разговаравме со тоа што јас еви јавно ќе кажам, ако до година се врати, ние тужбата малку ќе ја влечкаме, не мораме толку брзо потезно и така суството ни е споро. Се надевам дека пак ќе се врати една година, нека заработи некој пара во странство, нека му мине меракот. Тој е добар, дојден кај нас, тој е извореден пилот и добар човек, честен човек. Ја го разбирам него, па ја работев во Ирак за така е за пари, да. Така што дали имаме доволно пилоти сега? 3+1 рековме. Во овој момент тројца сериозни пилоти, четвртиот е возрасен, Тоа е Стоје Арсовски, познатиот Стоје со Шеширот. Со него имаме сега некои разговори како да продолжиме соработката, бидејќи сепак во напредна возраст. Повторам, 66 полни години за летање на вистина. Зошто е толку тешко да се создадат пилоти? Бидејќи тие курсови за летање не се 5 години, така, нели, одиш? Заради недомакинлак. 6 до 9 месеци. Поради недомакинско работење, само заради тоа како е тешко. Еве, јас создадов 2. Имам договор со уште 2. Јас очекувам на есен да пратам нови 2 на обука. А можеби и повеќе, но се менуваат работите. Во овој момент имам договор со 2 изворедни млади пилоти, кои што се би рекол во однос на нас многу помлади. Едниот е 28 години, другиот е 31-2 години. Тој кој што има 31-2 години седи на 2 столици, го бараат и од Визер, а го барам и јас и се мисли и се надевам дека ќе превагне да остане дома, иако во Визер ќе добие поголема плата, но јас ќе повторам, благодарение на силната поддршка на премиерот и владата, минатата година кога влегов во ДЗС, веднаш по моето доаѓање, платата и беше двојно зголемена. На пилотите сега, например, Методка има плата околу 2600 евра, што е многу повеќе од мојата плата. Сега пилотите се дефицитарни,
но оној момент кој што го спомнавте, некој кој што го напишал дека тој бил луд затоа што не е шеф, тоа е неточно. Методка е од Штип, има завршено средно текстилно, мислам насока предење или како и да се вика. Во Штип многу луѓе имат. Моите другари повеќе од пол имат завршено текстилна, особено на тоа наше време. Почетокот на 90-тите текстилната школа беше најпопуларна во Штип. И тој има средно текстилно. Нормално се образувал, но кај пилотите не е задолжително високо образование. Тие имаат специјални школи кои што нашиот закон не ги препознава. Значи, ја немам начин, ја барав начин да ја променам систематизацијата, да го некако напредам и на тој начин дополнително да му зголемам платата, но не постои начин, бидејќи со средно школо ово е максимумот. Значи, имаме закон за работни односи, други закони и така. Многу закони влијаат, разбирам. Не е само, да е само законот за заштита закон за пилоти некој. Ќе го замолам премиерот, ќе зборуваме во владата, верувам дека ќе добиам поддршка тоа да го надминеме, но ова му го имам објаснето така што јас со Методка сум во многу добри пријателски односи, а шеф на оделението го ставив полковникот Малезански, кој што бил командант на воздухопловниот винг Патем и херој од 2001 година, па би рекол еден од рекордерите. Радуша во борбени летови секаде, не само Радуша, со Ми-24 и со Сухои. Но тоа е одамна зад нас, нели рековме тоа на почетокот на емисијата, и има завршено средно воено школа, воена гимназија, има воена академија завршено. Во Америка има магистрирано години кусур, во Америка во една од најпрестижните во свет воздухопловни школи. Така поспремен од Румен Радев ми делува по кажаното. Повеќе од сигурно е поспремен од Румен Радев и по образование. Кој што е пилот, кој не знае. Румен Радев е од старите генерации, тогаш и пристапот образовен бил малку поинаков. Значи Малезански е како јас сум благодарен што прифати. Јас го замолив, тој дојде за мој атер. Во дирекцијата не дојде за плата, имаше изворедна пензија, си прскаше за комарци, си фрлаше летки и други работи, Македонија, Косово, Албанија, они си наоѓаат тези одлична пензија. Му реков, дај уште еднаш да помогнеме на државата со нашето искуство. И Малезански не е само пилот, тој е шеф на оделението и воедно е дел од мојот најтесен кабинет. И ќе кажам ексклузивно кај вас во емисијата, нешто што јавно го немам кажано, аплициравме во механизмот за заштита и спасување на Европската Унија, за цивилна заштита се извинувам, и ја прифатија нашата апликација и ние пријавивме учество со 2 ер трактори во случај на помош на други држави, под услов ако кај нас нема пожари. Во овој момент го имаме тој капацитет. За прв пат Васко е извонреден пилот, едниот пензионер, со кој што сега сум во фаза да го убедувам за наредната година да остане, бидејќи тој фит е, здрав е, млад е, и при тоа една нова работа која што претходно не ја знаев, тој може да лети надвор од државата. Ние знаете плаќавме по 50-60 000 евра да ни ги однесат авионите на сервис, пошто Малезански сега не можеше. Ме немат известено дека Васко би се нафатил на таква можност, но седнав со него, поразговарав, ми рече имам ваков капацитет, сега ради некои внатрешни прилики, не можам да кажам се во јавност. Оваа година тој, да речем, тоа не го направивме, но ние имаме изворедни тројца пилоти во овој момент, кои што на вистина сега ќе натепат часови, секој ден имат летање или тренажно, а бидејќи има секој ден пожари, одат и гасат. Така што Македонија сега е подготвена да помага на други држави со авиони, нормално, тој ќе ни олесни ние ако бараме кај нас. Токму така кај нас ако во тој момент нема. Значи авиооделението сега, па кога ја дојдов имаат 2 пластични контейнери тоалети во кои што ги касаа пчели оси. Ки побарате да лета, вика, не можеме касна пчела, нусат устата волка во течена. Знаете, оние тојфул вецења внатре, корне смрди, оси, муви, пчели, па тоа е срамота. Прво што направив, однесов контейнер, тоалет контейнер, како со купатило внатре, со тушеви, со клима, значи да луѓето да бидат како што треба. Понатака на пистата имаше дупки, да не речам до колена, не на авионската писта, да се разбереме, делот кој што беа ер тракторите. Зборува веднаш со властите на аеродромот и тој проблем го надминавме уште минатото лето. Дупките беа пополнети затоа што ударот на ер трактор во таква дупка која е товарен со вода е страшен и оваа година плативме значително пониска цена на секундарните дополнителни сервиси. Авиооделението сега и пред една година е сосем различно. Во фаза сме на вработување на тројца изворедни авиомеханичари. Овие бирократските процедури кои што мораме да ги запазиме, треба да имате пари како институција да добиете согласност од Министерството за финансии, но јас очекувам до есен да имаме тројца изворедни авиомеханичари, меѓу нив има и авиоелектричар
и да имаме уште двајца Значи сервисите кандидати сами пилоти. добар дел од тие секундарни Едниот сервиси. пилот очекувам да го вработам сега во текот на летото, бидејќи да помине ребалансот, да ги добиеме потребните средства, финанси да ни даде дозвола, ќе го вработиме така што види, никој не е незаменлив. Сега видов слушнав една добра флоскула, не е моја, не знам од кого е. Вика, гробиштата се полни со незаменливи луѓе. Шарл де Гол. Да, ја знам Океј, таа. значи, Така. но факт е дека одливот секој заминување е штета, но јас не можам да му стапнам на среќата сега на Методка, а видете, тој можеше да излезе нефер, да остане, а да налета. Ќе кажеме боли глава, ќе донесе лекарско дека го боли глава, и нема да лета. Ако, значи, немате начин вие пилот принудно да натерате да лета. Битно. Имаме авиони, имаме пилоти, се надеваме на помалце пожари. Има ли некои новитети во делот на другата механизација? Овие специјалните возила се во топ форма. Пинсгауерите. Значи, тие се сервисирани, се работи на ситни доправки и во овој момент еден дефинитивно Пинсгауер нема да го ставиме во функција, пошто има дефект кој што не е безбедно да се отстрани. Еден го чуваме како медицинско возило, значи имаме 21 Пинсгауер, бидејќи таа состојба може да се менува, одлучив да викам 20. А тие стратешки ли ги распоредувате на пунктови за да... Во овој момент дел се во сервисот во Кавадарци, дел се на Криволак, на воениот полигон, но наредните денови ќе ги распоредам. Во моментов сум во фаза на регрутација на возачи и членови на посадата, тоа го работам зад затворени врати, нема потреба сега јавност да ги знае. Сите детали се разбира во согласно со законите. Во јавност очекувам да излезам за една недела, се пријавија инзворедни возачи од Дебара, од специјалната единица, но и други, имам неколку од војската кои што навистина се топ. И луѓе кои што се пред се храбри, бидејќи овие возила се покомплицирани за управување, стар тип се, не се толку мазни, помеханички се и така натака. Но ние имаме покри овие Пинсгауери 15 БТР-80, кои што минатата година се покажа инзворедни, 6 тона, колку една голема цистерна. Тоа се воени оклопни возила, така? Да, ама носи цистерна од 6 тона на него, да речем во форма на коцка. Значи резервоар, на кај оному кој што беше оному кој што беа митрлезите, ги извадивме митрлезите, ставивме условно да речеме ајве цистерни вака народски. Ставивме голема коцка со вода во кој што имаме посебни пресеки, прегради за да не доаѓа до нишење, нели некој се плаше дека сите ќе ни се тумбат, па ни едно не се тумбаше минатото лето. Знаете што се не прочитав за овие возила? И сега исто така имаме 5 хермилини кои што влечат од 2 до 6 тона цистерни. Овие БТР имат водни топови со домет до 100 метри. Тоа лично сум ги тестирал. За жал во реална состојба еднаш и ќе настрадав на една ситуација кога дојде до движејќи се ни шума, ни се скинало од сревцето за довод на бензин во моторчето за вода и имавме една перипетија, но за тоа ќе треба посебна емисија и така натака. Едноставно сите возила кои што ги имаме со изворедни возачи, изворедни ракувачи, се подготвени, постоеше во јавноста некои коментари се појавија зошто млади луѓе, зошто пак пензионери, младите луѓе не знаат да возат БТР-80, не знаат да возат Хермелин, а не знаат ниту Пинсгауер. Младите луѓе на тротинети денеска се... Па не, има сега секакви, добро, но ако вие имате полицаец кој што е во пензија, има 50 плюс години, 55, и тој е возач, ако вие му ставите младо момче од 25 години, тој кон него ќе се постави татковски. Тоа е нормално, ќе го пази, ако се двајца полицајци, специјалци кои што поминале низ пекол заедно, бидејќи без малку сите овие 2001 војувале, и знаете, луѓето се престрашени, не се плашливи влегот во оган. Јас минатата година само пофални зборови за припадниците Небара минатата години на војската и волците, тигрите кои што рипаа во жив оган едноставно. Не се плашат, храбри се, ама и физички се силни. Ова ли е дел од тоа што го чув во некои кругови дека се планира 100 пензионирани специјалци да се активираат во... Јас реков 100, значи мојата крајна цел е 120, но почнувам со половина од оваа бројка. Да видам како ќе се одвива, сакам да испитувам. Но овие одлуки ги носам јас немам со кој да се консултирам. Кога зборувам во ДЗС со вработените, тие ми викаат директори ќе ве затворат ова кога направите. Зошто да ме затворат? Затоа што барам луѓе кои што ќе управуваат возила со кои што ќе спасуваме луѓе и имот. Но затоа подготвивме неколку измени на законот
За кои ните што очекувам затворат. брзо да поминат, за да не ме затворат. Но ви, верувам дека никој во ниедна власт и при евентуална промена е после 20 години не би дошло, а ствари ќе застара до тогаш. Да. Видете, ние гасиме пожари, не правиме ништо лошо. Кога гасите пожари, работите под притисок, носете одлуки врз основ на информациите кои што ги имате во тој момент. Вие можеби после 20 минути да имате нова информација која што кога би ја знаеле тогаш, кога сте носеле одлука, би донеле поинаква одлука, но тоа е секаде, тоа и при војување, при полициски акции. Еве за јавноста која не знае, те молам објасни го синџирот на како е по книга, по закон, по стандарди, синџирот на справување со пожар која ќе се појави во на пример во општина Могила. Најпрво треба да настапат локалните сили. Бидејќи општина Могила нема пожарникари, Добро. но има една друга специфика. Ако пожарот настане во шума, Добро. ако шумата ја стопанисуваат национални шуми, македонски Добро. шуми, тие треба да почнат со гасење и се должни да го изгасат пожарот. А ако не успеат, бараат од градоначалникот на чија што територија се наоѓа Добро. шумата помош. Бидејќи Могила нема противпожарна единица, не знам дали има некој доброволно друштво, не верувам. Дека има тие бараат од поголемата општина до нив, која што има Битола, пример, во случајов или Прилеп, Битола, која што има територијална противпожарна единица. Потоа доаѓаат редовните пожарникари во првиот бран ќе дојдат помош, кога ќе видат дека е озбилно, барат друга помош, кога ќе видат дека не можат, тогаш градоначалникот треба да го ангажира целата општина. Оние цистерни со кои што носат вода за пиење или дотур за други потреби, ќе ги вклучат во гасењето на пожари. Вработените во општината ќе истрчат, ќе земат метли на пратњачи, лопати, метални и ќе помогнат во гасењето. И ако тогаш не можат, се бара помош од суседните територијални противпожарни единици, и ако и тие не можат, се бара од подалечните и дури на крај се бара помош од државата. Во моментов јас сум раководител на штабот кој што представува државата, но ја не ги носам само од луѓето. Значи 6 чекори има дури дојдат до тебе. Додека дојдат до мене, изгоре се живо. Така. Затоа така јас делува. користам друга тактика, тоа јавно го кажувам. Значи тоа го има и во Законот за управување со кризи и во Законот за заштита и спасување постапност. Во итни случаи имам право како директор да ги прескокнам сите овие фази и ако мене ми јават за пожар кој што е до Борова шума, јас веднаш, ако имам слободен авион или хеликоптер на МВР или на армијата, со кој што во прогласена кризна состојба менаџирам. Значи, армијата и полицијата ги декларираат, например, извесен период и тој хеликоптер тој ден нам ни е на располагање. Се разбира, командата си оде преку полицијата и армијата. Ја не давам команда на пилотот, иако постојано комуницирам со пилотот. Да, но се обраќаш Формалната до- команда, ние се обраќаме, имаме представник од армијата во штабот. Тој кој ќе слуша дека треба, тој директно се јава во нивната команда, тие спуштат една минута, кај пилотот и хеликоптерот полетува. На тој начин добиваме на брзина, на оперативност. И ние, ако изгасиме мал пожар, ние имаме голема заштеда, бидејќи ако тој излезе од контрола, ако влезе во Борова шума, ако загрози некое населено место, село, знаете колку имаме напуштени села низ државата, кај што има по некоја одржана куќа која што се користи како викендица, они од разбиен тип, 2 куќи на овој рит, една куќа на оној рит и така натака. И јас го кратам тој ланец секогаш кога можам. Имаше и овде одредени критики дека можеби неразумно биле трошени ресурси. Многу е поевтино веднаш да употребите летала. Ако збориме тежок терен, се ако е рамница, може да отидат со трактор до изорот, тога зошто да праќаме хеликоптери или авиони. Ама граѓаните секој пат знаат дека треба одма хеликоптери и Така, авиони. да. Но јас ги сакам луѓето, ја го сакам овој убав и питом народ. И ги разбирам. Човечки мислам дека кога ја би бил на нивно место, ја би коментирал така. Стојанче пушти авионот. Но видете, зборувам за граѓаните, пожарникарите мора да бидат внимателни. Има ланец на командување. Пожарникарите доколку смета дека треба да се преземе нешто, треба тоа да го предложат на нивниот надреден старешина кој што е на терен, Нормално, тој на командирот на градоначалникот, а градоначалникот бара од мене. Но за ова е потребно 1-2 минути. Значи нема потреба да правиме драми, паники. Сите пожари изгледат страшно. Што совет би им дали на 8-9 минути до крај? На граѓаните во смисол нели, да, свесноста е подигната, добро ова што го слуша народ дека државата е спремна, и сега која е нашата улога во целата приказна, освен да не палиме ниви и страништа или да не подметнуваме намерно пожари од криминални побуди. Еве јас учествувам во оние истурени единици, наблюдувачници кои што на пред зграда со пиво во рака наблюдуваме по план и ако видиме чад,
Пуштаме Дали слика. досега имате направено ограноци во другите села? Па Треба да работите на тоа. ние од Сопиште, да, во Ракотинци, во И тоа може Добри да дол помогне. имаме Бидете тука една дарежливи, мрежа. спонзорирате Да. 500 денари за како беше Стражарници. Ама ние имаме за стратешка извештување и наблюдување. Мојата зграда има стратешка позиција, ние цела Скопска Црна Гора, ние При тоа треба да бидете внимателни со количината на пиво да не почне да ви да чака од главата. халуцинираме, да. Шегата на страна, да. Правила, совети, односно молба, Прво, како да наречем, една огромна благодарност до сите вас, представници на медиумите, и до тебе лично, бидејќи не знам по кој пат зборуваме на оваа тема, и до вашата телевизија, но до сите други телевизии, без разлика дали се понаклонети кон владата или кон опозицијата. Никаква врска нема. Темата пожари сите објективно ја покриват и сум многу задоволен. Знаете дека јас како раководител на штабот сум максимално отворен кон медиумите, отворена покана до вас како водител, до вашата телевизија, но и до сите други телевизии. Кога и да сакате да снимате пожар во живо, знаете дека не ги криеме ние пожарите. знам. Ги објавуваме снимки, не за да тераме пиар, за да ги известиме граѓаните, да знаат дека таму некаде горе, дека таму некаде некој се обидува да го изгасне тој пожар, гасејќи го тој може да загине, да умре, да остави деца зад него, може да биде тешко повреден, може да изгори нечија куќа. Јас на тој начин сакам да ја зголемам свеста кај граѓаните. И сметам дека успеавме овие години тоа да го постигнеме. Благодарност до вас, медиумите, посебно благодарност до безмалку сите граѓани. Граѓаните се изворедно совесни. Граѓаните кои што се несовесни и се предизвикувачи на пожари се мерат во промили, можеби од 1001, а можеби и помалку. Но доволно за овие катастрофални пожари. Бидејќи ние генерално имаме по најмалку 3000 пожари во текот на летото. И знаете, имаш и пак обвинување, пошто сите нели се знаат, овој го броја овде игралиште се запали, ако ние не го изгасневме пожарот кој што е голем како едно фудбалско игралиште, што ќе се случи со него? Ветрот кој ќе дувне, Ќе се рашири, ќе заврши во боровите или во куќите. Физика. И вие мора да пушите таму најмалку едно возило и 3 пожарникари, колку и да е мал. Ама ако имате во еден ден 44 пожари како минатото лето или 66 како предминатото 2004, кога гореше овче поле со ветер. Знаете колку е 66 пожари? Па вие секаде да пратите по неколку пожарникари, толков е нашиот капацитет. Но граѓаните се изворедни, затоа ги замолувам, доколку забележат сумнително однесување, нека пријават, па и самите нека реагират. Ако видат некој невоспитан човек како фрла отпушок од цигара, Да. неизгаснат од возило, ако има можност, ако среднат на бензинска да подоле, нека му кажат, господин, ова не е добро. Предизвикувате општа опасност да загине некој, да умре. зборуваме за борба против нивото на свест, деновиве Кај земјоделците, сточарите, друга приказна, тоа е... Друго ќе дам јас. Еве во урбаните, во центарот на главниот град, нели, кај што во 2 видеа деца, не знам од кои примордијални побуди, уништуваа едните контејнер за ѓубре, еден му се окомија и му се запна, другите урбана опрема на детско игралиште. И такви случаи сме гледале низ годините назад. Во општина Центар, нели, сега ако одиме по тоа дека тука најеманципираните, најучените... Па добро, може со друга општина. Па не, ама ете, во општина Центар, нели, одат таму багабон... А мислиш да се вандалите од друга општина? Да. Не верувам. Територијалноста тука е многу важна. Но само кажам, против тоа ниво на свест и родителите си ги учат своите деца и да бидат пример, Но нели? пак ќе кажам, тоа се неколку деца. Ако ние земеме предвид дека имаме повеќе од 100.000 деца, Добро, ние не можеме прават сега. белјата, Ова Столе. премиерот Мицкоски го употреби еднаш, имате буре со чиста вода и мала лажичка за кафе, фекалии внатре. Не можеме, значи ние луѓето се чисти души, безмалку сите граѓани. Ние не треба сега младите да ги валкаме. Се согласувам со вас. Вандалите ги валкаме, не вандалите, младите, токму така и затоа треба да укажуваме дека тие се минорен број, но прават катастрофални последици во сите општествени сегменти, и во урбаното живење, во јавниот ред и мир, но и во пожарите. Тие неколку луѓе. Ако ние лани сме имале 3000 пожари, ако кажеме дека неколку настанале од гром или од електрични жици и така натака, али еве условно 3000 луѓе предизвикале пожар. 3000 луѓе од 2 милиона колку што има во државата, домицилни странци и така натака, е промил, е занемарлива бројка, ама ја верувам во тие 3000 има некои кои што имат запалено десетици пожари. Скопска Црна Гора 100 пати ни ја палеа, не убија со неа. Но тука ќе го кажам,
Кире Михаилов, кој што како заменик директор на Национални шуми се разбира со поддршка на директорот, кој што му го честитам новиот мандат кој што го доби сега, ја удрија силно шумската мафија. Шумската мафија има два мотиви. Едниот е одмаз да ни палат без веза пожари, да ни ги растргат силите, и вториот момент ги кријат трагите од кривичните дела. Да, горат во пожарот. Но сепак ќе сосем на крај, бидејќи верувам дека мислите на крај, за една молба до граѓаните, голема молба, оние кои што имат викендици и куќи да си го искосат дворот, да си го изорат со мотокултиватор, со трактор, уште подобро со мотика ако се здрави, малку гимнастика. Да си го изорат со цел видите, ако дворот е со земја, општо познато е дека земјата не гори, така. Така е, да. Како за да се запали викендица, ранливо место е дрвената врата, дрвените или еве условно пластични прозорец, може певеце да е вратата, и гредите под керамидите. Да. Сето останато не гори, ма за да дојде огнот овде треба да има вегетација. Тој не се движи по земја или ако е бетониран дворот. На тој начин многу ќе ни помогнат, бидејќи ние многу сили трошиме спасувајќи ги овие стари и полунапуштени куќи. Кога ќе забележат некаде чат пожар, каде се јавуваат? 112, кој што се уште функционира одлично. Добро. Ако при тоа бидат во наводници откачени од 112, нека не се тревожат, може би истиот пожар претходно е појавен 10 или 20 пати. Кога се гледат пожарите, се јават понекогаш по 100 луѓе за исти пожар, и операторите може би делуваат нељубезно, бидејќи имат друга работа, но тие веќе информирале за тој пожар, така што ако граѓаните имат перцепција дека не ги сослушале, нека не се грижат. Веќе таа информација имат во 112. Иако добро, се од друга страна може ти да им советуваш на операторите да се свесни дека граѓаните се јавуваат сакајќи да помогнат и да бидат пољубезни. Добро. Мислам дека безмалку сите се многу љубезни, бидејќи лично ги познавам и лично ги бирав кога ги правевме оператори. Ние исторените единици кои што со пиво во рака ќе ги наблюдуваме планините, ќе продолжиме со нашиот ангажман. Повторно на крај шегата на страна, сметам дека е важно сето ова што го зборувавме вечерва за едноставно, нели како што викаш ти, 10 души ако успееме да ги мотивираме да постапат поинаку него како вообичаено во летната сезона, тоа можеби ќе се 10 спречени пожари. Така. Благодарам на енергијата, на добрите вести што ги сподели со нас во однос на подготвеноста. Посакувам среќа, посакувам да нема ниту еден пожар, но бидејќи не сме на изборна мис на светот, знаеме дека ќе има пожари, и посакувам најлесно можност, без никакви последици, и што побрзо се спроваме. Safety first. Јас посакувам никој да не загине, Тоа е тоа. Никој да не биде повреден и да изгорат што помалку дрвја. Ќе заокружам со тоа што на неколку трибини екологистите кои што се многу загрижени за природата, исто колку мене, ги прашувам колку дрвја вреди еден човечки живот, за да знаеме колку да ризикуваме. Но за мене човечкиот живот е бесценет. И за мене, и само продолжете така. Благодарам и се гледаме во следна прилика. Имајте што е помирно лето сите вие таму. Фала ти, Стојанче. Фала ви вас што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека ви беше интересен овој разговор, и поучен, и информативен, и од двата агли во кои што го теравме. Особено важен за нас е вториот, оној дел за пожарите. Внимавајте, луѓе, едноставно. Колку повеќе луѓе внимаваме, толку помалку работа за генералот Ангелов и сите луѓе вклучени во овие процеси ќе има. А тоа е, мислам, нешто што сите нормални здраворазумски луѓе го сакаат во Македонија. До утре по 22:30 стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. Добро ноќ, Македонија, главата горе.